И како информација до јавноста, по Великден имате најавено неколку настани, во село Киселица ќе се осветува нов храм, а потоа и за првата недела по Великден е источен петок во Лаклија, таму ќе има служба, луѓето обично не знаат, па... Да, еве, има распоред објавено на нашата Facebook страница, меѓутоа еве ќе кажам и вака, значи после во светлата седмица, во четвртокот, на светол четврток, имаме закажано осветување на храмот Свети Великомаченик Ѓорги во село Киселица. Тоа е изграден од подамна, но ете сега стигнавме да спремиме се што треба за осветувањето. И од Сабајле ќе има осветување на тој храм, пошто ќе следи пак божествена литургија. Во истиот ден, попладне, во 4 часот, во 16 часот, значи, ќе служиме вечерна богослужба во манастирот Животоприемен Источник, Балаклија наречен, овде над Делчево, и ќе можат луѓето да донесат и петолебие, каде што е местото за осветување на петолебието на вечерната богослужба, а утредента во петокот од Сабајле пак ќе се служи света литургија и во продолжение после во попладневните часови, во 3 часот, мислам, спомна отците дека е најдобро, ќе продолжи прославата и на Воскресението Христово и на Мајката Божја, која сушност и спомен се прави на Животоприемен Источник. Ќе продолжи прославата со културно-уметничка програма, а ќе има и закуска некоја за која се погрижија отците да биде спремена за сите што ќе дојдат, да продолжиме литургијата како на времето што христијаните се собирале на тие ручици на љубовта на така и ние ќе направиме после, значи за да можат повеќе луѓе да дојдат, ќе биде тоа малку во попладневните часови, ќе има игра орци, ќе има песни, ќе прославиме во кругот на манастирот.